За дилемите дали бил промашен патот Кичево-Охрид, за тоа каде се инвестираат парите од патарините и за тоа кому оваа зима да се пожалат граѓаните ако има снег на автопатиштата, разговараме со директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Промашен ли беше патот Кичево-Охрид? Благој Бочварски шокираше со една изјава дека патот не бил промашен, иако граѓаните 2 години веруваат дека поради грешки во проектирањето, проектот ќе чини 2 пати поскапо. Не е така. Значи, прво, јас ова е извадено од контекст, јас го гледав тоа интервју и не е така. Значи, иако не со драга волја се навраќам на проектот Кичево-Охрид, бидејќи многу маки и трудови минав со тој проект последниве 2 години. Проектот е стар повеќе од 20 години. Значи повеќе. Сега, дилетантско е тоа што на тој проект со избрзано препроектирање и допроектирање се брзало да се сечат лентите, а не се видела реалноста што во меѓувреме се случила на таа траса, бидејќи градовите, селата, населените места е жива материја. И еве, кај нас у Македонија има убави поговорки, има една, ако вика баклавата изедена, тепсијата стои. Извештај на надзорот од 2014 година, на главниот надзор, доставен до ЈПД, ова е скратена верзија. Еве јас ќе ви прочитам неколку. Значи, самиот старт, веднаш што реагира надзорот до ЈПД. Процесот на вештачење и експроприација на објектите на трасата, куќи, верски објекти, мезнински станици, фабрики, ресторани, хотели не беше отпочнат, а и гради. Второ, на денот на воведување во работа, електричните, телефонските водови не беа дислоцирани на критични делови и долж цела траса. Значи не било подготвено, не бил подготвен за старт или било промашен? Јас ќе прочитам уште 3 работи. Молам, па вие дајте го заклучокот и јавноста нека го даде заклучокот. Изведувачот беше воведен во работа без притоа да му бидат дадени во посет одлагалишта. Значи ќе копаш кај ќе носиш. Веднаш потнувањето со градежните активности беше констатирано дека геологијата на терен не одговара на геологијата предвидени со проектите. Тоа беше навидено всушност како главната причина за проектирање. Уште 2 работи, ве молам. Во врска со стабилноста на косините, ниту еден усек не можеше да се работи и не е изработен според проектот. Усеците на кои беше отпочнато со работа согласно проектот почнаа да се рушат, а продолжувањето со работа според наклоните предвидени со проектот представуваше потенцијална опасност на обрушување на големи количини материјал од неколку стотици илјади се до над 1 милион метри кубни земјен материјал. И ова се тие косини сега во додатните работи. Констатирана е потреба од дополнително препроектирање на тунелот со цел исполнување на европските стандарди во оваа материја. Освен тоа, констатирана е појава на материјал од 5-та класа на сите 4 нападни места и потреба од вградување на цевас штит. Сите овие горе наведени појави суштински влијаат на започнување на рокот за завршување на работите и подразбира значителни финансиски трошоци за изведувачот. Значи, прашањето ми беше кој манипулира со јавноста, вие што тврдите дека била промашена трасата или Благој Бочварски кој што кажа дека не била промашена, меѓутоа еве веќе е јасно. Уште кошлак да ви кажам 2 работи. Значи за ова не треба се градежен инженер. Зборам извештај за главен надзор. Во самојот геотехнички елаборат авторот нагласува дека трасата на геофизичките истражни работи не се поклопува со трасата на идниот тунел, која при изработката на главниот проект е променета. Знаете што значи ова? Овде треба да биде тунелот, ти таму копаш земјиштето да видиш какво е и подотоците од таму немаат врска со ова тука. Сега, промашена траса. Значи, грешки во трасата кои што во меѓувреме се случиле на терен за тие 20-30 години, кои не се зеле во обзир да се препроектираат, допроектираат. Тука е промашената траса и грешката на трасата. Ке ви кажам еден пример. Во меѓувреме се направил резервар за вода на Кичево. И сега, водејќи се од старата траса, тој бил тука. Арнома не гледале, оти во меѓувреме се направил
резервар за вода. И сега треба еден пат, автопат, да го изместите 500 метри. Тоа значи 5 км пред тоа, 5 км после тоа да почнете од 1 милиметар цела оска да ја вртите за да го заобиколите ова. Значи тоа се промашени, имате, патот е нацртан врз изворот на треска. Ајде. Ве повика ли Благој Бочварски после изјавата дека не била промашена трасата? Ги усогласивте ли ставовите? Ги усогласивме ставовите, не да он ме повика, он го знаеше ова, и јас го слушав неговата изјава, а работата, он така, кој што го објасни, извадено од контекст за грешките во трасата така како што е давена на изведувачот, бидејќи првично трасата пред 20 години и после 20 години има на неа работи кои што не може да не ги видиш. Значи, тоа е грешката во трасата. А проектот дека е дилетантски, дека се отпочнало со никаква експроприација, само и само да сечеме ленти. Они наменски се има донесено закон 2012 година, вика вака, незавршената експроприација не го стопира почнувањето на патот. Но, за да добиеш технички прием, треба да имаш завршена експроприација. И, значи, ти можеш да сечеш ленти и да почнеш, но, кој ќе дојдеш до првите стамбени објекти, не се согласуваат со оваа експроприација, поднесуваат тужба до суд, тогаш се сопира. И ајде сега работи. Ќе го испочитувате ли рокот 2021 да биде завршена оваа траса? Значи, 2021 ќе се потрудиме да го испочитуваме рокот, бидејќи се запаѓа во еден дел кај што се огромни косини, доколку не се јават додатни проблеми, непознати, во слечиштата збора. Можеби ќе може да се постигне Тоа е рок што сами го кажавте. Не, тоа е рок што го даваат проектантите на основа на тоа што треба плюс да се доработи. Бидејќи вака, вие по основниот проект, ако работите, не може да работите затоа што имате косини под прав агол. И тие едноставно ќе се обршат паѓат. Значи сега мора ова целото да се спушти, за да може доле да се работи. Но, еве, веќе имате од делото од Охрид према Ресен 7 километри едната лента асфалтирана. И, што е нашата интенција, сега, кој ќе треба да заврши, мислам, овие 10 дена, и сообраќајот ќе го преусмерат на тој дел, цело време слалом, пак стариот, да. целосно ќе го прават лентата од автопат и да кажеме, да претпоставиме, ќе ја завршат до 20 мај, пример. Тогаш веќе ви имате 7 километри што можете да ги пуштите. И нашиот... Да го пуштате така, фазно? Да, фазно ќе го пуштиме, да не се чека, еве ги направивме сите 60 километри, па ај сега ги пуштаме. Него 7 километри, 5 километри, сега нема по 500 метри да се пуштат, но како се прават одредени делници што имаат една целина, така ќе бидат пуштани. И се со цел да делот што може да се користи до пред качувањето према Кичево, ајде да го кажам така да разберат сите, да тој ќе може да се пушти парцијално и тој сигурно ќе се користи веќе 2021 без никаков проблем. Но јас мислам дека 2020 веќе 7 до 15 километри ќе бидат изработени и пуштени да може да се користат. И повторувам, како што да и парцијално, така ќе се вклучуваат. Значи, уште најмалку 2 лета патот до Охрид ќе биде ноќна мора. Не. За да не биде ноќна мора, се погрижи јавното претпријатие за државни патишта комплетно да го реконструира, рехабилитира и мостовите реконструира од Гостивар до Кичево, комплетно е рехабилитиран, реконструиран целиот пат и сите мостови. Тоа можете да го видите. Вие цело време така кажувате дека делови се реконструирани, дека се обновени, ама еве секој што ќе отиде еднаш до Охрид и ќе патува 3 сати или 5 сати на враќање со гужвата, чувствува многу поразлично. Па затоа е предвидено да се прави автопат. Но, многу пати кажувам, за некои патни делници кога ме прашуваат, кога ќе им кажам се проектира, па ајде уште ли? Вака, за жал, најголемиот кривец за сите започнати патишта последниве 10-15 години се лошите проекти. Затоа што се избрзани проекти.
Или кога зборам со проектантите, сега они така се правдат. Не притискаа за побрзо вик. Не можете вие да проектирате еден пат за 6 месеци. Тоа е илузорно. Ако треба патот да се проектира и 15 месеци, јас би рекол нек се проектира 20. Тоа добар проект, квалитетно направен, значи брза градба. И завршена експроприација. Тоа е многу битно нешто. Ова го имате доказ на Штип Радовиш, не го воведовме изведувачот во работа, додека не постигнавме 98% експроприација. И еве го ви гарантирам, пред време ќе биде завршен. Да, се пофаливте дека сте изградиле 500 километри патишта, за разлика од претходната власт која изградила 600 километри за 11 години. Сега ќе кажам. Кои од овие 500 километри се тендерирани, проектирани и почнати со изведба во вашиот мандат? Значи, малку отстапувате од бројката. Јас не лажам и не сакам да обезвреднувам никого за сработеното. Значи, од 2007 до 2016 се имаат рехабилитирано, реконструирано 650 километри патишта. Тука спаѓаат регионални, магистрални и автопатишта. Тие се 3 типа на патишта. Ние, оваа влада, за година и 3-4 месеци 500 километра има рехабилитација, реконструкција и довршени патишта. Како успеавте кога и сами откажувате дека проектирањето на еден пат треба да трае многу подолго од колку што траело во минатото? Така. Значи збориме за рехабилитација и за реконструкција. Не за изградба на нов пат. Тука проектирањето е побавно, а побрзо, но сепак за да ви докажам дека не сме ги брзале, еве сега од Ебор имаме 26 патишта што треба да се реконструираат, рехабилитираат во цела држава и нив ги чекавме, за 7 имавме лани проекти и се започнати, 90% се завршени, може да ви ги прочитам, а за 19 цела оваа година се проектираа. Значи, рехабилитација и реконструкција година дена се проектира. Значи, прво се дава на факултетот проектна задача, па факултетот ги враќа, ги даваме на проектантите и така се тендерите направени. Во ноември и во декември треба да ми стигнат за 19 проекти, кои што во вкупна должина од 334 километри. Значи, плюс на оваа бројка, што таму каде што можат согласно временските услови сега, декември, колку ќе веднаш треба да ги објавам на тендер. Имате тендерска постапка, рок на жалби, но рана пролет сите тие 19 можат веднаш да почнат со рехабилитација и реконструкција во должина од 334 километри патишта, а се однесуваат на цела територија од нашата држава. За пример ќе ви ги набројам: Катланово Петровец, Маврово Иваново Жировница, Карпалак Желино, Катланово Велес, Велес Демир Капија, Каменица Саса, Узен Тораница, Миладиновци Петровец, Хиподром Петровец, Миладиновци Хиподром, Фариш Прилеп, Скопје Блаце, стариот пат, Кривогаштани Крушево, Подмолје Струга Ќапасан, Битола Граничен премин, Битола Демирхисар, Крушево Демирхисар, Другово Демирхисар, Кичево Македонски Брод. Значи, сме ги оставиле да ги проектираат на Тенане, на Мира. И тоа сега се тие што допрва ќе почнете да ги проектирате. Да. Меѓутоа, колку од овие 500 километри се проекти кои што ги наследивте од претходната власт? Значи, вака, пред да го кажам ова, сакам една исправка да дадам до сите кога зборат наши и ваши проекти. Значи, проектите една влада ги реализира, а проектите и патиштата се градат, се прават и се собственост на граѓаните на оваа држава. Никој од джеп не донел пари, ни ВМРО, ДПМН, ни СДСМ, ни не знам кој, за да ги гради патиштата. Па да вика, ова се мои патишта, мои проекти. Во изборната кампања не изборувавте вака. Не, јас никој што и термин не го потребувам. Сега ќе ви кажам. Ако размислувам вака, што треба да кажам? Еве, Миладиновци Штип, ја го затекнав, не го довршувам. Срамот. Токму затоа ве прашувам колку од овие 516 километри се ваши, а не наследени проекти. Значи,
да појаснам за Миладиновци Штип една работа, што многу пати имам кажувано, ама некој избегава да седне со мене, а лично го повикав неколку пати, тој што бил директор во ЈПДП и последен министер на транспорт и врски, бидејќи ги познава работите, да седнеме, да ми ги каже кои се тие што ми ги оставил, а намерно ние не сме ги пуштале, а па јас да кажам што ми оставил. Значи, одговорно ви тврдам. Миладиновци Штип, патот, по 100 пат кажувам, требало да биде готов 3 мај 2016 година. Владата дошла 5 јуни, мислам беше. Како сме го кочеле проектот, а не сме били на власт? Како? Патот беше финансиски завршен точно по градежна книга 53%. Докаде е сега изградбата на пристапните патишта до... Ќе ви кажам. 53 без овие промашените работи што мораме сега ние да ги правиме. Ако кажувам ние. Значи, 53% за 3 години, 47% за година и пол дена. Има разлика. А јас насадив асфалтирани бандери на сред пат. Не ќе да ви ги носам сликите, веќе дегутантно е тоа. Значи, на новиот пат, бандера на средина, асфалтирани си стои. А исто треба, сепа, да ја рушиш, да крпиш, наново да асфалтираш. Наши, ваши проекти. Еве, јас ќе ви кажам нешто што многу малце го знаат. Демиркапија Смоквица автопатот. Проект наследен од претходната влада на СДСМ. И сега, наши, ваши. Да, се реализирал во време на владата на ВМРО ДПМН. Ама зошто не го пуштиле ако бил готов? Зошто? Валјда не биле ненормални, готови да не го пуштат. Јас ќе ви кажам. Фалеа две работи. Случајно или намерно оставени. 400 киловолтен интерконекцијски далновод од Европа што оди за Грција на патот и немаше контролен пункт. Без тоа не можеш да го пуштиш. Ова е на граѓаните на држава. Уште еден таков проект е патот за Сончев град. Да. Зошто се уште не е пуштен? Кога ќе го пуштите? Значи... Изграден, но забранет за употреба. Затоа што без никаква документација, едноставно почнат по стариот закон, во новиот закон, никој буквално не може да најде крај за експроприацијата, за дозволата за градба, за докомплетирање на документацијата и едноставно луѓето во транспорт и врски што се компетентни да потпишат, не знаат како да потпишат, бидејќи се коси со сите закони целата изграда, а се согласувам дека е готов. Плюс за ова се води и малку дуваат и на свеќе, за ова се води постапка и едноставно внимателно одат. Имаме сега, министрот ќе предложи еден предлог до собрание, за да може да се пушти технички, а натаму службите нека си решаваат. Нема да чекате измена на законот за градба, туку ќе барате поинаков начин за да се пушти. Со интервенција. Само за имате ли рок вакви проблеми. за тоа? Значи тоа го оставам на Министерството транспорт и врски, на министрот, не ќам да во неговата ингеренција да навлегувам, а цело време се бара решение, верувајте, срамота е. Но, кога ќе ја погледнате документацијата, не знам вие што би рекли. Сега ајде други некои убави работи. Вие 2 години да, документацијата ја средувате. Не може да се среди. Затоа што треба нови инфраструктурни проекти, излезена од траса, нови експроприации, нови дозволи за градба. Се правило на бафтана, да кажам народски. Бевте изминативе 2 дена дел од организацијата на првиот македонски конгрес за патишта. Да. Имавте гости од 13 земји. Така. Верувам дека и имаше многу земји од регионов. На кое ниво е Македонија во однос на патиштата, споредено со регионот, имајќи на ум дека Србија комплетно ја реновираше патната инфраструктура, се градат нови патишта во Косово, Албанија? Значи вака, Србија не ја среди комплетно, го среди коридорот 10. Тек сега прават други патишта, а и ние коридорот 10 не е комплетно среден. Сега, обично ние забораваме, не сакаме да се сеќаваме на лошите работи. Сите ги забораваат, така да кажам, дупките и тумбите кога летаа од Демиркапија према Неготино. Направено е? Направено е. Премногу беа оштетувањата ваквите на патишта, затоа тргнавме кон рехабилитација, реконструкција, бидејќи убаво е да градите нови патишта. Но не плукајте у стар бунар. Не може пат што го користил 100 години, 40, 50 години, да го оставате да пропаѓа. Зошто? И затоа се зададовме на ова
масовна реконструкција и рехабилитација. И јас одговорно ви тврдам дека не постои град околу кој минимум еден, а некаде и по 2, по 3 патишта се реконструираат, рехабилитираат. Но сега треба да ги посетите тие места, ама кога ќе ги посетите тие места, кога ќе видите тие патишта, ќе ви стане јасно зошто некој ќе каже па ќе се иселам од овде, не можам тука да живеам. На кое ниво ќе ја поставите Македонија споредено со патиштата од регионот? Па мислам дека на подобро од да заврши овој целиот проект до година кога ќе дојдеме со овие 500 и 300, 800 и делото од нашата рамка до некаде ќе дојдеме на 1100 километра рехабилитирани до 2020, веќе ќе имаме добра инфраструктура. Ќе станеме ли лидери? Па сега, дали ќе станеме лидери, убаво е да се надпреваруваме. Затоа што Приштина Блаце се направи, еве го тендерот тече за Скопје Блаце. Првите 2 километри во Мигерме се проектираат за останатите 10 километра. Веднаш да продолжи како што се гради овој и овој да почне да се гради. Од позади ги гледате убаите електронски патарини. Да, и почна електронската наплата во јули за 3 месеца 11.000 електронски направи земаат граѓаните корист. До сега колку имате 11.000 и картички? За 3 месеца. Зборам до 30 септември ова е податок. И функционира безпрекорно, се прават уште посовремени работи во јавното претпријатие за државни патишта што можете да ги видите. Сега ќе ги објавиме сите податоци, имаме такви едни јамки, ние ги викаме електронски бројачи, 174 вкупно во цела држава, каде што го мериме целиот проток на сообраќај, тежок, лесен, лева страна пооптеретена, десна понеоптеретена, ќе ви кажам, има огромна разлика од движењето на сообраќај од Охрид према Струга и од Струга према Охрид. Едната страна 2 пати повеќе оптеретено од другата страна. Тоа ви се податоци кои што исклучува ќе ги користите за проектирање, за науката тоа и имате тоа и заклучно зачудувачки факт за брзината. За се и за рехабилитациите. Значи, ти кога гледате дека овде имате многу тежок сообраќај, тоа значи дека сосема другаче треба да се проектира изградбата или реконструкцијата или рехабилитацијата на патот. Кога имате тешки возила, нормално сега веќе размислуваме и ги правиме првите пробни делници. Ова година ќе бидат према Табановце со нов вид на полимер кој што се става во асфалтот, додатоци за уште поголема цврстина за тежок сообраќај, да не ви се јавуваат овие колотразите. Овие мерењата во цела држава покажуваат и една жална работа. Иако нас претежно тие ги користиме за тоа како да градиме и што да градиме, но имаат и брзинометри на нив. Ќе ви дадам еден податок. Само во септември месец на обиколница Скопје 13.338 возила возеле над 150. 51.000 над 120. Од колку? Од 422.000. Ги поделивте тие податоци со МВР? Вчера. Значи да очекуваме казни? Не, немојте така да гледате. Кога вие се возите, и вие си возите прописно со 80, и некој, не дај Боже, удру во вас со 160. Има зголемување на наплатата на патарините? Да. Зголемување значи и на приходите на предпријатието? Да. Каде граѓаните може јавно да ги прочитаат податоците за тоа колкави приходи имате и како ги инвестирате тие? Значи, вака, ако... Дали се тие податоци јавно достапни за граѓаните? Институцијата за транспарентност има своји испитувања, објавија книги и таму има најтранспарентни институции во државата. Ќе видите кој е на прво место. Јавно предпријатие за државни патишта. Вашиот колега Филков и... Така, значи, каде граѓаните може на нашиот да сајт прочитат? сите податоци се објавуваат. Комплетно се во секој момент. Па во секој момент можете да гледате протокот на патарините, гужвите, се може да гледате. А сега одиме кон една понова интенција, пак да бидеме во чекор со Европа. Новиот контролен центар што го направивме на прекрасен на Петровец од левата страната, една убава зграда, пред малку ја покажавте, па ми текна. Од таму ќе се мониторира цела држава. Не само патарини, таму ќе се гледат, веќе се гледа и контролниот центар од Неготино, за кој што зборевме за Демир Капија Смоквица. Во тек е приклучувањето на Миладиновци Штип да се гледа камерите, патниот сообраќај,
И преку проектот од транспорт и врски што се работи ITS Intelligent Transport System од Светска банка, за коридор 10 се однесува, комплетно целиот ќе биде покриен со видеонадзор, камери. Најавивте и проект во соработка со МВР за казнување на прекршоци што ќе ги уловат овие камери, меѓутоа велите дека се уште не е соработката воспоставена. Кога може да очекуваме на домашна адреса да ни стигне казна за прекршок уловен од камерите на Патарина? Не. На Патарина ќе ви стигне дома казна ако сте скршиле рампа, сте избегале, не сте платиле, сте избегале, се лепите кола до кола и тогаш ќе ви стигне дома казна. Тоа веќе функционира? Да, тоа се функционира од секојаш. Имате до некого веќе испратено такви казни? Стотици. Но се повеќе и повеќе се намалува. Казни што прекршоци што ги уловила камерата на Патарина? Да. Но, да ви појаснам, ова со МВР си е сосема различно. МВР, како што знам, си има постапка свој закон за да може, како што е секаде во Европа, да си постави камери, апарати, како да ги кажам, на патиштата. Дополнителни. Да, тоа се нивни, тоа во цела Европа е така. И дома ќе ти стигне сликичката, твојата кола, у колку саат, колку си возел. Бидејќи дегутантно беше пред некое време на социјалните мрежи кога видов, така да кажам сега жаргонски, еден фраер се сликал како вози 250 на еден наш автопат, па полицајецот го стопира и он продолжува и така едно 10 коментари имаше, го исмејаваа на сообраќајецот демек што се глупира. И сега јас не можев да се воздржам, напишав: што правите доколку ваков удри во вас и вашата фамилија? И отпосле почна коментари, тоа треба да се санкционира, да се затвори. Немојте, ние сите мислиме дека нешто на нас не може да ни се случи. Но дај да не подлегнуваме на вакви работи и да не поттикнуваме вакви работи. И во прилог на свест, на молба до граѓаните, оваа година се чистат, се средуваат коридор 10, коридор 8, буквално од канал до канавка, до водопропуст, до дрвја, до дрмки, до грмушки и до ѓубре. Имаме поразителни слики, кои што, еве, не сакам да се повторат. Пак ќе кажам, најблиско ми беше додам да видам. На обиколница, на 1 километар, 50 врејки ѓубре. Срамота. Ние, зборам за, не зборам за ѓубре, дрвја и треви. Зборам за 50 врејки, колку собравте од стража? Сега ќе ми стигнат сите резултати. То зошто не може на ист начин како што ангажиравте приватна фирма да ги чисти, да го чисти ѓубрето и да ги средува автопатиштата, да ангажирате фирма и за чистење на снегот, за да нема жалби за неразчистени патишта. Како што имаше низ изминативе години. Многу често знаевме да кажеме, снегот го изненади Македонија пат. Кај нас тоа го работи Македонија пат, ние за тоа му доделуваме средства. Вие сте задоволни од тоа, од начинот на кој што Македонија пат чисти? Сега вака. Ние сакаме кога ќе заваре снегот, одма да е црн асфалтот. Не е можно тоа. Не е најдобро, треба да биде подобро, може да биде подобро и јас ќе ви кажам кои размислување веќе ги споделивме и со директорот Македонија пат, а и со премиерот имам за тоа разговарано. Вака, прво имате категоризација на патишта кои што имаат приоритет во одреден момент. Не може прво се дава приоритет на коридор 10, коридор 8, на главните автопатишта, магистрали и затоа се поделени по категоризација каде што ќе се постигне тоа. И да бидам искрен, минатата година немаше некој застој, навреме се беше се чистено. Сега баш ако ве фатило во моментот вие кога возите, но после сат време било исчистено. Не може у секунда тоа кога врне. Знаете како, кога се чисти, кога зимската служба чисти, за да видиме ние дали чисти или не чисти, ние сме нели на патот. Таму се гледа дали има некој што фрла сол. Без разлика што врне снег, се има траги од сол, има возила. Имаше случаи изминативе години, па и лани, кога се возеше по натапкан снег. Значи не поминало ниту возило, ниту било фрлено од сол. Натапкан, ако зборите за 1 сантим, прифаќа. Ама да кажете дека 20 сантима натапкан, немало такво нешто. Затоа што нон-стоп бев на телефони, иако тоа не е моја работа, сега да не се вадам. Тоа е работа на Македонија пат. Меѓутоа јас лично, бидејќи индиректно звонат и кај мене.
Јас лично одев и навечер. Какво ново решение ќе понудите, рековте? Новото решение тоа треба модернизација на технологијата. Ја гледав со Која што во меѓу другото Словенија. исто така од СФРЈ. Како? Од СФРЈ е возниот парк на Македонија пат со кој што чисти снег. Добро, затоа они исклучуваат договори со надворешни фирми за одредени делници. Не е баш така. Во Словенија видов дека тоа прво одат две возила, значи не се употребува ризла. Таму се користи калциум кој што прво се фрла, па после него тој постигнува температура, па тој го растопува, ја растопува солта, па солта го топи снегот. Меѓу другото, за да немаме вакви расправи, имаше снег, немаше снег, ќе поставите ли камери на патиштата пред се од безбедносни причини, меѓутоа ете вие имате и други податоци. Нашата интенција е веќе, освен патарините, имате камери поставени на Миладиновски штип, кои што не знам јас зошто. Не само на патарините, значи и на патиштата. Да, Миладиновски штип, кои што не знам јас зошто, тие камери биле ставени со цел да даваат термичка слика, дали има пожар, такво нешто. Мене не ми беше јасно зошто не е приклучено да биде уживо, да ги гледаме движењата. И во моментот се работа оптиката, која што е била оштетена, се работи оптиката да се донесе до контролниот центар и веќе Миладиновски штип ќе биде првиот што ќе биде под камери. Но интенцијата е цел коридор 10 од Табановце до Богородица, првично, значи не значи другите не, да биде покриен со камери, бидејќи тоа е најфреквентен, нормално после тоа следува коридор 8, па магистрални, експресни патишта, а најлесно би било клучките, бидејќи таму веќе имаме осветлување, и тука веќе имате струја за камери, имате све, многу лесно може, имате оптика, многу лесно може да се земат податоците и да се гледаат. И сега кога сум кај ова, да ви кажам, кога зборите за патарини, најдобро употребени пари од народ за народ се парите од патарини. Со нив се плаќа цела струја на сите клучки, патишта. Се, кога излегувате од Скопје до Петровец, убаво ви е кога е цело осветлено. Одете на Миладиновци на клучката да ви ја пуштам од дрон, ке мислите дека е во Германија. Огромна е, целосно осветлена. И во целата држава е така. Значи, од тоа се плаќа, од тие патарини се плаќа таа струја, што не е малци. Од тие патарини се плаќа чистење на снег, Колкаве на треви. се приходите на годишно ниво? Значи, минатата година го соборивме рекордот, сега веќе сами со себе се бркаме. Ова година очекувам уште повеќе да го собориме рекордот, бидејќи процентот на наплата, ефикасноста е постигната многу на високо ниво. И минатата година беше некаде 41 милион евра, а ова година очекувам да биде повеќе. А приказката што се наведува како теми, ова е скапа или не знам што, имаме најевтини патарини во регионот. Од Куманово до Богородица 6 евра. Значи, извозете таква километража во друга држава, па споредете. Тие патишта треба некој да ги одржава, треба да се прави. Меѓутоа ние имаме и давачка при регистрација на возилата. Да, и тоа се враќа, голем дел се враќа кај општините за локалните патишта. Значи, тој цел сегмент е опфатен, ништо, значи пак ќе ви повторам. Пари од народ за народ се токму тие. И некојаш кога некој мисли за ова делница беше реакцијата за кај Гевгелија, вика 100 динара. Таа е за 40 километри. Значи таа методологија не ја измислив јас, таа е наследив, таа е од пред 15 години. Имаше многу корупцијски скандали со проневера на пари од патарини. Како вие сега ќе не убедите дека нема проневера на народните пари на патарините? Па, по самото тоа што е зголемен приходот, со самото тоа што имаме буквално мониторинг и во кабина внатре, и со зголемување на процентот на наплатата, ви го дава ефектот. Колку нови патарини се предвидени во наредниот период? По нашиот закон, патарина може да се стави и на експресен, и на полуавтопат, и на автопат. Ние имаме само на автопат. Значи, патарина има само на автопат и ќе има само на автопат. Говорам за сега. Сега дилемата е многу чести патарини. Да, и јас се согласувам. Во системот на патарини имате три. Две што ги познаваме ние. Отворен и затворен систем. Нашиот е отворен систем.
и е на сред автопат. Во Србија имате затворен систем. Почнувате, пример, кога би бил кај нас, како би изгледало тоа, кога би бил кај нас затворен систем, значи зимаш тикет кај Куманово, го плаќаш кај Богородица. И попат, секаде каде се исклучуваш, на самиот исклучок има рампа и си плаќаш. И си возел од Табановце до Куманово, на исклучокот, ама сега не плаќаш на Куманово. Кога се исклучуваш, така? Тоа никој не го кажува сега. Тогаш на секој исклучок, на исклучокот за Веле, за Скопје, за било кој исклучок, таму тоа е затворен систем. Нашиот е отворен систем, тој така сум го наследил, не го измислив јас. Патарини каде ќе има? На Милодиности Штип треба да има 2 патарини, на Демиркапија треба да има 1 и на новиот автопат кај Кичево треба да има 1. И на Скопје Влаце кој ќе се направи Значи автопат. уште 5 нови. Секаде каде што ќе се направи автопат. Автопат секаде во Што ми е свет всушност се и плаќа. следното прашање, да очекуваме ли во скоро време пуштање на некој пат со чочеци, со трубачи по принцип на Демиркапија, Смоквица? Ако го мешате директорот на Актор со мене, тогаш да. На кои градилишта веќе се работи, кои на ќе сите- бидат завршени следната година? Прв што ќе биде завршен Штип Крупиште, експресниот пат. Тоа е за следната година? Рана пролет треба да биде завршен и да биде пуштен. Тој е веќе 90% завршен, има едно слечиште што го средува, за жал слечиштата се многу проблематични и тоа да се среди нече асфалтниот дел целиот се работи комплетно. Тој ќе биде прв, по него ќе следува Штип Радовиш, каде што буквално најбрзо се изгради, ќе се изгради еден пат и согласно роковите како се следните. Да очекуваме ли вакви прослави? Прво треба да погледате дали сум тоа јас, а после да зборите. Меѓутоа, сепак имаше прослава со... Имало прослава што се трубачи, организирал Актор. Значи пак изведувачот може да се организира, ако реши трубачи, да имаме трубачи. Не е во проблем. Изведувачот, имавте официјална изјава од изведувачот дека Актор си направи своја прослава на своите вработени и каде што беа повикани градоначалниците, професорите од градежен факултет, надзорот, изведувачите да бидат на коктел во Демиркапија и после тоа со панорамен автобус отидоа до тунелот. Јас на самиот лес од тунелот дојдов и си отидов. Тој што го гледате натаму со музиката е директорот на Актор. Костас. Зборуваме за понатака, зборуваме за прославата со трубачи на која што бевте и вие. Кога влегува во тунелот. И што е толку тоа страшно? Не зборуваме, еве кажете вие дали е страшно. Еве ви кажувам, сум дошол на покана на Актор и сум отишол. Не знам што е тоа страшно, Да очекуваме такви прослави пак? Јас не организирам прослави. Ние не организираме прослави. Еве го почнавме Штип Радовиш, како го почнавме? Со бини, ништо, дојде премиерот, дојде министрот, се отпочне и отиде. За ние, еве, умеѓу време, 100 рехабилитации завршија. Што? Сечевме панделки? Фрлавме лопати некаде, видовте? Да. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.